или најголем дел објавено, но може би на различни сајтови или на различни временски интервали. Ние за да биде појасно и за медиумите и за јавноста, сето тоа го сублимира во овој извештај. Направивме сублимат по се што е трошено, а е врзано. Приметите дека тука во овие бројки се и одржување на споменици. И мислам дека беше и чуварските служби, овие патрулните. Значи, се е ставено сега. Ако погледнете на страната на Бирото за јавни набавки, како сме правиле добро, така и сме го објавували. И сега вие временски треба да се враќате и да ги сумирате. Тоа е многу потешко за вас, новинарите. Ние сега се што е врзано за едно спомено бележи, како трошок го ставите. Ако е врзано за група спомено бележи, тогаш не треба да ги имаме тие одржување споменици и така. Најавата за овој проект беше дека ќе чини 80 милиони евра, со таа отприлика со таа проценка, нели, како влада, како политичка партија побаравте поддршка за овој проект, испадна дека чини 3 пати повеќе. Од каде покава дискрепанца во обснимките? Морам да кажам дека по самата критична визуализација на проектот Скопје 2014, многу од овие градови кои што сега ги споменавме ги нема во самата визуализација, тоа е споменици на спомено бележја, кои што се поставени значи и во другите општини на градот Скопје. Во самата визуализација имате прикажано значи и црквата, делање на која што таа се гради, значи се средства од Македонија, но не толку визуализација се може. Така да значи првичната пресметка на првичната презентација на проектот Скопје 2014 е толку колку што беше кажано. Значи оваа сума која што сега е собрана, значи врз основа на веќе реализирани проекти, на веќе исклучени договори за голем број на проектите, за средства кои што се префрлени значи од буџетот на голем број општини за поставување на спомено бележја, сите овие милијарди значи изнесува, да се ја кажам точната, 207 милиони евра, 800 милиони евра, 490. Сите овие инвестиции се спроведени согласно законските процедури. Во оваа насока, сакам да кажам, Министерството за култура има спроведено и сите други институции на почетокот конкурси за идејни решенија за градбата која што се реализира. На тие конкурси, кои што беа меѓународно пријавени, пристигнува идејни решенија не само од технички автори и архитекти, туку и од архитекти на нашата држава. По завршувањето на тој меѓународен конкурс, морам да кажам дека комисии стручни кои што се формираат кои што ги разгледуваат пристигнатите решенија, покрај архитектите кои што ги добивме написано од страна на тези здруженија на архитекти во Република Македонија, каде што членуваат македонски архитекти, секогаш беше вклучен архитект од друга држава во жири комисија. Така да жири комисијата е таа која што го бира идејното решение, според кој идејно решение понатака продолжува изградбата на самата инвестиција на идејна град. Така да стилот врз основа на сето оно што е понудено, значи на тие конкурси го одредува жири комисијата од наши познати архитекти, од архитекти познато пространство и по завршување на сите овие конкурси, Министерството за култура објавуваше изложби, верувам јавноста дека ти се сети на тоа, каде што на тие изложби беа презентирани сите идејни решенија кои што пристигнале на тој меѓународен конкурс, беа објавени наградите дали се доделува прва, втора или трета награда, дали се доделија откупи, така да јавноста можеше да се запознае со самото жирирање и со самиот изглед на идејното решение, според кој идејно решение значи се прави одбор.